МЖ Транспорт никако да крене глава од долговите кон енергетските компании. Откако се плати дел од цехот кон Невана, сега на адреса на предпријатието се очекува нова фактура за струја, но овој пат од МЕПСО. На крајот на минатата година Македонски железници Транспорт краток период беше во мрак. Тогаш Евана им ја исклучи струјата поради неплатени сметки и накалемен долг кон компанијата од над 6,5 милиони евра. Железница остана без снабдувач и почна неовластено да влече електрична енергија од мрежата на МЕПСО. Колку ќе треба да плати за овие количини, судски вештак допрва ќе утврдува. За овој период од 15 на дена, ние веќе сме овластиле судски вештак да се процени вкупната вредност и количина повлечена на електрична енергија, за да може после да си тераме соодветни законски процедури. Од фирма Загубар, не знам како ќе ја истерате, но одиме на други прак. Тие се законските можности. Државата ќе прелева од шупливо во празно, веројатно. Иако станува збор за фирма со сериозни финансиски проблеми, од МЖ Транспорт за Телма тврдат дека се трудат да работат домакински и фактурата за тоа што 2 недели ја користеле оваа струја ќе си ја платат. Во меѓувреме предпријатието ќе објави и тендер за да најде снабдувач. Очекува на истиот да се јават и Евана и СМ продажба. Долгот пак кон Евана се намали со префрлање на пари директно од буџетот и со тоа Транспорт се спаси од тотален мрак, но и натаму на 3 милиони евра долг кон компанијата треба да се подмири. Финансиските проблеми на ова предпријатие постојано се санираат со државни пари, но долгот на овој државен Загубар никако да се намали. На новата листа на должници од Министерството за финансии, МЖ Транспорт повторно е на врвот со долг од речиси 70 милиони евра и во однос на претходниот период тој е зголемен. МЖ Транспорт е едно од предпријатијата за кое досега многу раководители се обиделе, но не успеале да најдат решение. Поранешниот премиер Зоран Заев збореше дека фирмата е зрела за јавно-приватно партнерство или за приватизација, затоа што за да опстане постојано се прави дотур на пари од буџетот, но иако постојано се зборува, засега нема никаков план за спас на предпријатието.